Почитувани присутни, на граѓаните на Република Македонија им е веќе преку глава од пролонгирањето на кризата во која што СДСМ ја втурна целата држава. Граѓаните се повеќе се спротивставуваат на заложништвото во кое што СДСМ и структурите на Сорос ја држат Македонија и затоа рейтинзите на опозицијата вртоглаво паѓаат. СДСМ и структурите на Сорос го знаат тоа и затоа сега се обидуваат лицемерно да ја сменат сликата за себе и наместо вистинскиот лик на деструктивци и генератори на кризата да се покажат како некои кои што нешто решаваат или одреден вид на миротворци. Почитувани присутни, Македонија има капацитет и ќе го пронајде излезот од сегашната состојба. Тој сигурно излез не е за проложување со манипулациите и хипокризијата која што СДСМ ја демонстрира секојдневно. Целта на СДСМ и Соросовите структури е пролонгирање и продлабочување на дестабилизацијата, на деструкцијата врз целата држава и кризата во која што ја втурнаа целата држава. СДСМ и Сорос мора веднаш да се откажат од насилствата и деструкцијата. СДСМ и Сорос мора веднаш да престанат да ги малтретираат граѓаните со блокирање на улиците и со брутално уништување на јавниот имот. СДСМ и Сорос мора веднаш да ја надоместат штетата која што ја предизвикаа, уништувајќи ги државните објекти, паметниците на овој народ и други објекти на оваа држава. СДСМ за прв пат во својата историја треба да се обиде да направи каква таква програма и наместо деструкција да понуди нешто конструктивно за сопствениот народ. СДСМ мора и треба да прифати дека народот е тој кој што одлучува во Република Македонија и дека само народот може да му го даде мандатот на тој кој што ќе води државата. Зоран Заев и неговата криминална дружина од Глобал треба веднаш и безусловно да поднесат барање до претседателот Иванов за поништување на аболицијата од Црвенковски. Аболицираниот Зоран Заев мора да одговара пред судовите за криминалот тежок 8 милиони евра. Доколку Зоран Заев не го стори тоа, треба веднаш да си поднесе неотповиклива оставка од функцијата претседател на СДСМ. Во македонската политика нема место за политичари кои што се аболирани за милионски криминали. Исто така, и сопругот на Радмила Шекеринска мора веднаш и без одлагање да си поднесе барање за деаболиција и да одговара за криминалното издавање на становите самиот на себе. Станува збор за пари кои влегувале во семејниот буџет на Радмила Шекеринска. Доколку сопругот на потпредседателката на СДСМ не поднесе барање, тогаш самата таа, Радмила Шекеринска, треба да си поднесе оставка од партиската функција и да се повлече од политичката сцена. Во случај, Заев и Шекеринска да одлучат да се кријат и да молчат околу поднесување на нивните барања за деаболиција, ВМРО-ДПМН го повикува јавното обвинителство да отпочне постапки за одземање на криминално стекнатиот имот, бидејќи законот мора да важи за сите подеднакво и не смее да се дозволи само поради партиските функции на Заев и Шекеринска да им биде дозволено да заминат неказнето со незаконски стекнатиот имот. Овие точки се многу едноставни и правични и со нивното исполнување СДСМ може да докаже дека кај нив постои волја во иднина да се откажат од деструктивната политика. Овие точки се базирани на основните принципи на демократијата и владењето на правото и го поддржуваат огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија. ВМРО-ДПМН од своја страна нема да чека и да остави судбината на државата да зависи само и исклучиво од добрата волја на Зоран Заев и структурите на Сорос. Проложуваме со несмалено темпо да работиме на отворање на нови работни места и реализација на проектите што им ги ветивме на граѓаните. Во наредните денови ВМРО-ДПМН ќе понуди пакет на клучни реформи во областа на медиумите и правосудството согласно препораките на Европската комисија и извештајот на Прибе, а јавноста навреме ќе биде информирана.